По смртта на стариот крал, политичките и економските односи во Егеот се смениле од корен. Додека владеел Александар, воено-политичките непријателства биле јасно дефинирани, а јасен бил и односот на спротиставените сили. Александар I многу пати морал да избира страна, но можел да претпостави што ќе му донесе зближувањето со едните или со другите. Неговиот наследник Пердика II бил соочен со многу поинаков свет. Свет во кој непријателствата и сојузите биле склучувани според моменталните политички потреби. Слушайте ваму. Прима предавањето на кралската власт во Ајга не одело онака како што било замислено. За ова сведочат зачуваните списоци на македонските владетели, кои никако не се согласуваат колку години владеел Пердика II. Според едни, Пердика владеел 40 или 41 година, а други пак тврдат дека минал на престолот меѓу 22 и 28 години. Но како да се објаснат овие големи разлики? Најверојатно е дека авторитетот на Пердика, како крал на Македонија, во едно известно време бил сериозно оспорен. Непосредно пред да почине, Александар I им поделил на своите синови неколку важни одговорности. Очигледно Пердика ја добил врховната власт и цело време бил во Ајга. Неговиот брат Филип добил наместништво во областа Амфакситида, по теченијето на реката Акси, а слични овластувања на друго место добил и третиот брат Алкета. Не знаеме зошто Александар се решил на ваков чекор. Но најверојатно поделбата на овластувањата била потребна токму заради проширувањето и подемот на Македонското кралство. Иако за некои проблеми науката се уште нема решение, едно е сосем јасно. Откако починал стариот крал, Пердика и Филип спореле за македонскиот престол. Филип одбил да ги врати овластувањата и да му се придружи на својот брат во Ајга, туку предпочитал да остане во областа што му ја дал неговиот татко. Амфакситида се наоѓала токму на половина пат меѓу Ајга и источните области. Со својата непослушност, Филип му го попречил пристапот на Пердика до сребрените рудници и плодната, богата долина на Стримон. А токму таму, интересите на Македонија и Атина се судирале веќе 20 години. Кавгата помеѓу Пердика и Филип не било дело на Атина, но атињаните не ја пропуштиле приликата да искористат во сопствена полза. Атињаните изгубиле многу бродови во борбите со Персија. Потребите од нови суровини драстично се зголемиле, па така уште од почетокот на недоразбирањата Атина се определила за Филип, а поттикнувањето на неслогата во кралската куќа станало главен белег на атинската политика кон Македонија. Така Атина најпосле успеала да го наметне своето влијание во долината на Стримон. За жал, не знаеме како Пердика ги гледал овие атински успеси. Кралот немал речиси никакво влијание во источните области. Па иако не му се допаѓало она што го правеле атињаните, тешко дека можел нешто да стори. Од друга страна, Атина мудро ги избегнувала териториите што се уште биле под контрола на Пердика, па се уште немало ниту вистински повод за да се започне војна. Работејќи предпазливо и мудро, атињаните можеле да ја заокружат својата политика на македонскиот брег. Нивните напори биле кронисани со успех во 437 година од Старата ера, кога најпосле успеале да втемелат хеленска населба на преминот 9 патишта. Новата населба, по име Амфипол, имала извонредна место положба.
Таа овозможувала лесна одбрана, но и контрола врз трговијата со внатрешноста. Амфипол лесно можел да стане најзначаен град во долината на реката Стримон. Со ова, атињаните се ослободиле од зависноста од Македонија и си обезбедиле други извор на дрво за бродоградба. Во предвечерието на вториот голем настан на овој век, братоубиствената војна меѓу Атина и Спарта, атињаните го зголемиле данокот на градовите сојузници што се наоѓале во соседството на Македонското кралство. Во исто време, тие ги затегнале односите и со Коринт, нивниот најголем трговски конкурент на Западот. Воздухот повторно мирисал на војна. Есента 433 година од Старата ера, Атина побарала од сојузничкиот град Потидаја да ги раскине врските со Коринт и да ги урне градските бедеми. Потидајците веднаш испратиле преговарачи во Атина, но ги раздолжиле преговорите во текот на целата зима. Најпосле, потидајците решиле да го одбијат предлогот на Атина и веднаш кренале востание. Коринт се разбира застанал на страна на востаниците, а Спарта решила засега да остане на страна. Настаните околу Потидаја се заплеткале, со што македонскиот крал добил неочекувана и поволна можност. Сега Пердика почнал да ги разгорува искрите меѓу Атина и Спарта, а стапил во контакт и со Коринт, кој веќе бил наострен за војна. На помалите градови на брегот, кои биле дел од Атинскиот поморски сојуз, Пердика им понудил плодна земја во внатрешноста и тие прифатиле без колебање. Во април 432 од Стара ера, од Атинското пристаниште испловиле 30 бродови кои носеле кон север 1000 вооружени борци. Атињаните сватиле дека треба час поскоро да ги обединат силите со Филип од Амфакситида и да му зададат пресуден удар на македонскиот крал. Истовремено и Потидаја требало да се натера на послушност. Војската се истоварила на брегот на Тремајскиот залив, токму на половина пат меѓу Потидаја и силите на Пердика. Во тоа време, Филип и неговиот сојузник Дерда веќе тргнале со војска кон срцето на Македонија. Пердика ги упатил силите во внатрешноста, атињаните лесно го освоиле градот Терма и на почетокот на мај ја обсадиле Пидна. Сепак во Потидаја, востанието не стивнувало. Атина испратила втора војска во Македонија и решила да ја освои Пидна, а потоа да се справи и со Потидаја. Но во Потидаја стасало засилувањето од Коринт. Се укажувало дека наближува голема војна, па затоа атинскиот заповедник Калија решил да ги запре сите дејствија и се разбира да склучи примирие. Ова му одговарало и на кралот Пердика, кој не можел да го брани крајбрежјето додека Филип и Дерда наближувале кон престолнината. Атињаните биле оставени да ја обсадуваат Потидаја, потфат што ќе трае цели 2 години и ќе ја чини Атина 50.000 килограми сребро. Филип и Дерда слегле од историската сцена, а Атина се нашла соочена со многу поголема војна од што планирала да води. – 431 година од Старата ера започнува Пелопонеската војна, во која Атина, Спарта и нивните сојузници војуваат цели 27 години. Со донесувањето на власт од страна на кралот од страна на собранието, македонците по сопствена волја го прифаќаат својот крал, но ги задржуваат нивните права, право на апелација, право на право на донесување на одлуки, правото за апелација може да го донесат поединечно, групно или колективно. Кога Филип втори рекол на една стара жена дека не може да ја сослуша, таа му рекла тогаш немој да кралуваш.
Ако Атина досега чекала повод да удри на Македонија, сега дефинитивно и го добила. И тоа токму преку Пердика. Како одговор на потегот на македонскиот крал, атињаните склучиле сојуз со Ситалк, кралот на тракиското племе Одриси. Не минало многу време, а Ситалк ги минал Родопите со 150.000 луѓе и навлегол во Македонија. Во содејство со Ситалк работел и Хагнон, основоположникот на Амфипол, кој заповедал со одреди составени од хеленски сојузници. Многобројната војска минала низ Струмичката котлина и преку градот Добер навлегла во Амфакситида. Македонските чети почнале да се повлекуваат и само наместа со брзи и неочекувани удари ги напаѓале тракиските сили. Откако стигнал речиси до централната македонска рамнина, Ситалк свртел кон запад. Наместо да се упати кон престолнината Ајга, тој се повлекол источно од Акси и почнал да ги пустоши Мигдонија, Крестонија и Антемунд. Ситалк чекал засилување од Атина, но ветената помош никогаш не пристигнала. Зимата веќе наближувала, па Ситалк и Пердика започнале преговори. По наговор на својот внук и иден наследник за Сеутес, Ситалк прифатил да се повлече. Мирот меѓу македонците и тракијците бил подкрепен и со династички брак. На Сеутес му била дадена Стратоника, сестрата на македонскиот крал. Се на се, непријателствата траеле 30 дена. Ситалк се повлекол без да постигне нешто особено. Така атињаните ја испуштиле последната прилика да ги решат односите со Пердика во своја корист и да го затворат битното прашање за снабдување со дрво. По првичните неуспеси на почетокот од војната против Спарта, Атина полека успеала да ги надмине тешкотиите. Атињаните воделе успешни кампањи на бреговите на Пелепонес, но и на јужната граница на Македонското кралство. Македонија и Спарта се нашле загрозени од ист непријател. Пердика II, заедно со градовите на Халкидик, побарале итна помош од спартанците и понудиле да ги платат трошоците за походот на спартанската војска. Повикот дошел во вистинско време, зашто спартанецот Брасида веќе се подготвувал за воен потфат во Тракија. Кон средината на 424 од старата ера, Брасида тргнал кон север со 1700 доброволци од Пелопонес. Пердика се послужил со неговите теселски врски за да му овозможи безбедно минување низ Средна Грција и префрлање во Македонија. Спартанските одреди ги заобиколиле атињаните и влегле во Македонија преку превалецот Петра. Дури со толку мала војска, Брасида постигнал големи успеси. Бил заземен, дури и Амфипол всушност предаден од неговите граѓани, кои биле крајно незадоволни од Атина. Спартанците го зазеле и Еон, чија одбрана ја водел токму Тукидид, авторот на историјата на Пелопонеската војна. По поразот кај Еон, историографот се повлекол од политиката и целосно му се посветил на пишувањето. Договорот меѓу Пердика и Брасида предвидувал заедничка акција против македонското племе Линкести. Во замена за платените трошоци за војувањето, Брасида требало да помогне во борбата против Арабај Бромеров, басилеот на Линкестите кој се противел на централната власт во Ајга. Но наместо да војува, Брасида решил да посредува меѓу двете страни. Наспроти волјата на Пердика, тој почнал да преговара со Арабај за да ги придобие линкестите како сојузници. Налутен од ова, Пердика ја смалил издршката на спартанската војска. Следната година, Пердика и Брасида повторно тргнале против Арабај. По првиот судир, во кој победиле Пердика и Брасида, здружените сили неколку дена ги чекале илирите што ги најмил Пердика. Кралот сакал да ги нападне селата на линкестите со илирска помош, но Брасида наумил што побрзо да се врати во Халкидик, па ова чекање му се видело премногу долго. Тогаш стасала вест дека илирите минале на страната на Арабај. Македонците и спартанците решиле да се повлечат, но не се усогласиле добро. Македонците почнале да се повлекуваат уште ноќта. Војниците на Брасида се почувствувале предадени. Со упорност својствена само на спартанците, Брасида сепак успеал да ја излече војската. Тука се видела умешноста на спартанецот. Брасида со трчање ја зазел по лесната страна од теснецот, откаде потоа удирал на илирите.
Уште истиот ден успел да се пробие до градот Арниса и се нашол на територијата на Македонското кралство. Но неговите војници биле гневни поради предавството на македонците, па го ограбиле снабдувањето на македонскиот крал. Ова го означува крајот на Спартанско-македонскиот сојуз. Брасида бил премногу силен непријател за Пердика и затоа кралот повторно се врти кон атињаните. Договорот помеѓу Македонија и Атина повторно бил обновен, и тоа на задоволство на двете страни. Пердика веднаш почнал да действува. Спартанските засилувања за Брасида не успеале да минат низ Тесалија. Спартанецот се нашол отсечен и за прв пат морал да размислува за одбрана. Расплетот уследил бргу. Во една пресметка близу Амфипол, во која Пердика се борел на атинската страна, загинале војсководците на двете спротиставени страни – Брасида и Клеон. Пердика II започнал преговори со Атина, што завршиле со склучување на нов сојуз. Се очекувала помош од Пердика, главниот атински сојузник на северното крајбрежје. Пердика никаде го немало, па атинската флота воопшто не испловила. И така по кој знае кој пат, македонецот Пердика бил прогласен за непријател на Атина. Тука завршуваат сите податоци што ги имаме за владењето на кралот Пердика II. Македонците принесувале доста жртви. Пример за тоа ни е во својот поход персискиот крал Ксеркс во 490 година на реката Стримон жртвувал бели коњи и нивната крв ја излеал во водите на Стримон. Ако знаеме дека според персискиот обичај персиците не смеат да извалкаат водата, можеме да заклучиме дека станува збор за македонски обичај, бидејќи жртвата била направена на македонски начин. Исто така имаме жртва лејанка, односно леење на вода, каде што пример имаме Александар лее вода од златна чаша од клун на бродот на реката Истар при нејзиното поминување, на реката Хидаспи и на реката Инт. При обредот на прочистување на војската имаме жртвување на куче. Војската поминувала низ кучето, се разделувало на две половини, војската поминувала низ кучето. Овај обред во најрани времиња се вршел при секое тргнување на војската во поход, а подоцна само пред почеток на воената сезона. Исто така имаме и принесување дарови на божицата Артемида, завиткани во пченична слама од страна на жените во Македонија, бидејќи Артемида божицата се јавува како заштитник на шумската вегетација и земјоделието. Според филозофот Платон, Архелај се добрал до кралската власт на мощне несекојдневен начин. Платон раскажува дека Архелај бил син на робинка, па за да ја обезбеди својата власт, морал со измама да го убие чичкото Алкета и братучетот Александар. Приказнава била мощне популарна во античко време, но историчарите денес не веруваат дека е веродостојна. Вистина е дека во македонската кралска куќа често имало незаконски обиди да се преземе власта. Но Архелај немал никакви причини да го брани правото на македонскиот трон со некакви убиства. Во мигот кога седнува на македонскиот трон, 45 годишниот Архелај нема внатрешни непријатели, а и примопредавањето на власта поминува без никакви невоќи. Па сепак, сега нештата биле поразлични. Пердика II го минал своето владење во борби и надмудрувања со атињаните, кои имале огромна економска моќ и го контролирале речиси целиот Егеј.
Но во времето на Архелај, Атина се соочувала со катастрофални воени, политички и економски последици по катастрофата на Сицилија. Токму затоа, таа морала да ги обнови пријателските односи со Македонија. Но овој пат, иницијативата била на македонската страна. Во 405-та од старата ера, во поморскиот бој кај местото Ајгоспотами. Ајгоспотами. Спартанецот Лисандар ја уништил макотрпно обновената атинска флота. По овој тежок порос, Атина немала начин да ја обнови поморската сила, тоа го навестило и крајот на Пелопонеската војна, што се водела веќе 4 век. Наскоро Атина била обсадена, пошто морала да го признае поразот и да потпише срамна мировна спогодба. И Спарта, ако победила во долгата војна, таа претрпела страотни загуби во војска и заповеднички кадар. И така, за прв пат по речиси цел еден век, Македонското кралство било заборавено од големите сили и оставено да се занимава само со себе. Ке продолжиш? Се чини дека при крајот од неговото владење, Архелај сепак се соочил со тешкоти. Античките автори тврдат дека во Македонија повторно се јавила внатрешна неслога, но и обиди да се отфрли централната власт на Аргеадите. Тука завршуваат сите податоци во врска со овие непријателства. Но дури и од она малку што е зачувано, може да се насети дека централната власт на Аргеадите била доволно стабилна и силна. Толку. Да, постојат информации за бракот и брачната заедница во античка Македонија. При тоа не постојат подробни информации за брачната заедница на обичните македонци. Постојат повеќе подробни податоци за брачната заедница на македонските кралеви. Од оние податоци со кои што располага историската наука, познато е дека обичните македонци, односно античките обични македонци, практикувале по форма моногамен брак, додека пак полигамијата била карактеристична за македонската кралска куќа, односно куќата на династијата на Аргеадите. Настрана од непријателствата со Сира, Архелај бил ослободен од надворешните закани и затоа можел целосно да се посвети на внатрешните прилики во Македонија. За мерките што ги презел кралот, сведочи историографот Тукидид. Тој запишал: Македонските тврдини подоцна, откако станал крал, ги изгради Архелај, синот на Пердика. Тој исто така проби рамни патишта и ја уреди војската за војување, коњите, оружјето и целата спрема, и тоа подобро од што сите други кралеви што владееле пред него. Ајга останала религиски и култен центар на кралството се до крајот на владеењето на династијата Аргеади. Пела, новиот политички и административен центар на кралството, бргу станала и важно културно средиште. Размерот и украсувањето на откриените градби сведоча дека Македонија сакала, но и била способна да го заземе своето место на културно поле, откако веќе го постигнала тоа во војувањето и политиката. Античките историографи спомнуваат многу прочуени културни дејци кои тогаш трајно се населиле и работеле во македонската престолнина. Најславен од сите бил Еврипид. Традицијата вели дека Еврипид им се налутил на атињаните поради поразот на некој хорски надпревар и трајно се населил во Македонија, каде што ги напишал своите последни дела, драмите Архелај и Баки. Бил познат Лисип, кој бил единствен скулптор на Вајар од Лисип, кој бил единствен скулптор на Александар, исто така и Скопас, кој правел скулптури за Александар. Друг познат е Леохард, кој направил скулптура на целото семејство на Филип II. Кралот бил предприемчив и на полето на економијата. Според сето она што го направил, како и според опсегот на неговите економски мерки, би можело да се каже дека тој спровел прва монетарна реформа во Македонското кралство. За прв пат по Александар I,
Архелај повторно ковал големи и вредни монети, но користел нов стандард, усогласен со персискиот. Кралот Архелај умрел со насилна смрт, а филозофот Аристотел запишал неколку различни верзии за овој настан. Според првата верзија, некој си Кратеја решил да го убие кралот, зашто бил присилуван постојано да му се подава за телесна наслада и веќе не можел да го поднесе срамот. Другата верзија вели дека Кратеја го убил кралот зашто овој му ја ветил раката на ќерка му, но не го исполнил ветувањето. Во двете верзии се тврди дека убиецот не бил сам, туку му помагал човек по име Хеленократ, родум од Тесалска Лариса. Чудно е и тоа што за убиецот Кратеја нема ниту еден податок во ниту еден друг извор. Човек кој требало да се сроди со кралската куќа, во тоа време посилно од кога и да е, би требало да има барем мало политичко значење и несомнено би го сретнале неговото име и на друго место. Излегува дека мотивите за убиството на Архелај, што не ги назначува Аристотел, се мощне сомнителни. Но гледано со денешни очи, убиството на Архелај бил најмал проблем за македонците. Наскоро Македонското кралство ќе го доживее своето прво многовластие.